Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Ако сакам да му служам на Господ, да ја приготвам душата своја за искушение. Ја подготвувам мојата душа и сум цврст. Не се збунувам кога ќе бидам посетен од Бога. Се прилепувам до Него и не отстапувам, за да бидам прославен во последниот ден. Примам со радост се што и да ми се случи. Трпелив сум и во промените на моето понижување, зашто како што златото се испробува во оган, така Божјите избраници се проверуваат во фурната на понижувањето. Верувам во Господ и Тој ми помага. Одам по прави патишта и се надевам на Него. Јас, што имам страв Господов, ја чекам Неговата милост. Не се оддалечувам од Него за да не загинам. Јас, што имам страв Господов, имам доверба во Него. Наградата моја нема да изостане. Јас што имам страв Господов се надевам дека ќе добијам добро, вечна радост и милост. Ги гледам поранешните поколенија. Дали се посрамил некој што верувал во Господ? Дали некој кој имал страв од Господа бил изоставен? И дали некогаш бил презрен оној што барал помош од Него? Зашто Господ е милостив и милосрден, ми ги проштева гревовите и ме избавува во деновите на неволја. Тешко им на плашливите срца, на обесхрабрените раце и на грешник, кој оди по две патеки. Тешко му и на обесхрабреното срце, тоа не верува и затоа нема да најде закрила. Тешко вам, што сте го загубиле трпението. Што ќе правите кога ќе ве посети Господ? Јас, кој што имам страв од Господ, нема да бидам недоверлив кон Неговите зборови. Јас, кој што го сакам, одам по Неговите патишта. Јас, кој што имам страв од Господа, ја исполнувам Неговата волја. Јас што го сакам, го пазам законот Негов. Јас, кој што имам страв од Господа, го приготвувам своето срце и се смирувам пред Него, по својата душа велејќи. Да паднам во рацете на Господ, а не во рацете на луѓето, зашто каква што е Неговата големина, таква и Неговата милост. Елиезер,